жалам што денес повторно слушаме обиди од опозицијата, предводена пред се од Социјалдемократскиот сојуз, да создаде паника, овој пат околу јавниот долг. А во изминатиот период гледаме во недостиг на идеи, кај опозицијата пробуваат да анатемизираат се и се што она што се гради добро и што се работи добро од страна на владата на Република Македонија, и навистина ова делува поразително кога една опозиција во недостиг на идеи преминува кон континуирано кодошење, предавство и слични други действија во недостиг на идеи, во недостиг на како поинаку да ги изразат своите видувања околу состојбите во државата, кога во континуитет добиваме извештаи од сите релевантни европски институции за добрата владина политика, поготово во економскиот сектор. Овој пат тоа гледаме дека Социјалдемократскиот сојуз го користи во обид да создаде паника кај граѓаните околу јавниот долг и задолжувањето на државата, но на крај кога ќе се тргне политичката реторика, остануваат фактите, а фактите се јасни, прецизни, недвосмислени и јавно достапни, за кои граѓаните можат да се уверат и да видат кој лаже, а кој ја зборува вистината, кој кодоши, а кој работи во интерес на државата и на граѓаните. Најпрво да кажам дека ова задолжување од 260 милиони евра не е никаква тајна операција. Тоа е дел од усвоениот буџет за 2026 година. И јавноста за тоа однапред беше информирана и законот е доставен до собранието, постапката е целосно законска, институционална и транспарентна. И што е најважно, овај заем не е договаран во 4 очи. Министерството за финансии контактирало 14 реномирани меѓународни банки, 8 банки доставиле понуди. По детална евалуација е избрана најповолната понуда според цена, структура и сигурност. Тоа е меѓународен, конкурентен процес, а не политички дил, како што тоа сакат да го прикаже опозицијата, односно Социјалдемократскиот сојуз. И што се случува сега? Во континуитет лагите на Венко Филипче и неговата булумента на кодоши и предавници, кои секојдневно ги изнесуваат пред македонската јавност, една по една паѓаат во вода, бидејќи од европските институции и меѓународни организации во континуитет добиваме позитивни извештаи како потврда за доброто работење, економско работење на ова влада. Лицемерното однесување во континуитет го гледаме со изнесување на лаги од страна на опозицијата. Но, како што кажав, ќе наведам неколку клучни аргументи како оние кои секојдневно не обвинуваат дека сме далеку од европската агенда, дека го раскрачуваме имотот на државата, дека го зголемуваме долгот и работиме лошо за околу иднината на државата и имаме лоши економски политики, секојдневно се демантирани. Ќе почнам од тоа што го направи за почеток парламентарното собрание на Советот на Европа, која донесе одлука за укинување на постмониторингот, што значи потврдување на демократскиот капацитет на Република Македонија. Сето она што го кажуваше Венко Филипче и неговите кодоши на разни пресконференции, во дебатни емисии, тука во собранието, дека во Македонија владее режим, дека во Македонија нема демократија и се уназадува демократскиот процес, тоа паѓа во вода со тоа што на 29 јануари 2026 година парламентарното собрание на Советот на Европа донесе одлука за затворање на постмониторинг диалогот со Македонија. И ова навистина представува една потврда за демократскиот капацитет кој го има нашата
држава и кои го имаат институциите на државата. Потоа ќе одам со еден извештај на Евростат, каде што може да се види како македонскиот бруто домашен производ неколку квартали е во првите 3 во Европа. На ова од опозицијата се смејат и сите изјави му се со иронија, но јас само во интерес на јавноста ќе кажам дека една таква меѓународна институција како што е Евростат ги дава податоците каде што Хрватска, за пример ќе земам, бележи раст од 3,6%, Бугарија 3,2%, Србија 2,2%, Грција околу 2%, а ние сме лидери во регионот со 3,8%. Толку околу лагите на Социјалдемократскиот сојуз и Филипче. Уште една потврда за доброто економско работење е тоа што 6 квартали поред имаме раст на бруто домашниот производ од 3,5% во услови кога растот на БДП во Европската унија е под 1%. Уште еден битен извештај кој навистина сакам сега да го спомнам е најновиот извештај на Греко, групата на држави против корупција за 2025 година, каде што се нотира сериозен напредок во борбата против корупцијата и каде што се кажува дека се исполнети 17 од купно 23 препораки. Секојдневно слушаме како Македонија е длабоко заглавена во криминал, во корупција, но ова демантирање не доаѓа од пратениците на ВМРО, ДПМН, не доаѓа тука од Петар Истевски, јас сега што зборувам, туку доаѓа директно од најновиот извештај на Греко, дека Македонија за прв пат покажува сериозна борба против организираниот криминал и корупцијата. И за крај, ќе кажам, нека продолжат булументата начело со Филипче и Заев и тие од Социјалдемократскиот сојуз и нивната група на кодоши и предавници да си ја кодошат сопствената држава, каде и да стигнат по Европа. Ние ќе продолжиме да работиме, ќе прикажуваме и во иднина одлични резултати и за нас овие бројки и статистики кои ги изнесов се потврда на нашето добро работење. А тие нека продолжат да кодошат, нека продолжат да ја продаваат и предаваат сопствената држава. Тоа видовме и гледаме и ќе видиме и во иднина дека кај македонските граѓани, кај македонскиот народ ниту поминало, ниту поминува, ниту ќе помине. Така да граѓаните можат да бидат сигурни, овие средства од овој заем за кој зборуваме денес ќе бидат искористени за завршување на оние капитални инфраструктурни проекти, инвестиции кои веќе се започнати и дека нема никаков проблем во исплаќањето на сите оние покачени пензии кои ги зголемивме за 7.000 денари во изминатиот мандат од 2 години, во овој мандат од 2 години, за зголемените плати во образованието, за зголемените плати во здравството, за зголемените линеарно плати плюс порамнувањето во Министерството за внатрешни работи и за спроведувањето на колективните договори со сите оние синдикати со кои владата се договори за зголемување на платите на нивните работници. Така да Македонија начело со владата на ВМРО ДПМН оди во вистински правец, а кодошите и предавниците начело со Филипче можат да си ја тераат својата предавничка агенда и понатаму. Благодарам. Ви благодарам.